Десетина семејства од селото Спанчево кај Кочени имаат проблем. Предвидената траса на експресниот пат во градба Штип Кочени им минува низ дворовите, а на некои буквално под прозорците или до самата врата. Ова значи дека наскоро, освен дворовите, тие ќе го изгубат и дневниот и ноќниот спокој. Вака било зацртано, значи, до самото место, еве на мојот влез во куќата, кој што гледате и самите, утре, значи, ќе има зголемена фреквентност на возила, значи, тука ќе има зголемена сообраќај, кој што гледате самите, дека возилата ќе се движат фактички пред мојата врата. Па имат место надолу, што тука се навира која фабриката там прече, да сега проводно фабрика да може и фабрика да бутат, нека бутат. Ама они сега идат наамка. Не ми е јасно зашто тоа така. Иако загубата што им предстои не се мери со пари, тие се револтирани што државата за нивните скапоцени квадрати им нуди и понижувачко ниски цени. Негде околу 200 квадрата речува. И Па 4 евра, 4 евра да се по квадрат овие судово Кочани сега, апелација у Штип, враќаме делото. Половин двор, како што гледате и самите, дека ќе го нема. А цената, значи, за ова што го гледате и самите што ви кажав е само 18.000 денари. сепак за нив и ова не е најлошо, зашто според нив, сето досега споменато државата сака да им го земе на вересија. Некој им рекол дека прво ќе се гради, а парите ќе стигнале кога тогаш. Ова е врвот на нивното незадоволство. Бидејќи по различни основи, тие довербата во државата одамне ја изгубиле. Токму и поради ова, тие се категорични. Пари да ќе не дават, нема машини да влеват тук. Ако дадат пари, ако исплатат, че ако исполнат услови. Како да се согласам, значи, ово е како прво, значи, еве и да кажеме и на некој големец, да му земат вакво место, значи, за 18.000 денари, кој би го дал? Ја не би дозволила, ако има начин да се бранам со оружје, со стапове, со вили, ќе се бранам, иначе на овај начин не бива. Што ќе се случува и дали прво ќе има градба или пари останува да се види. Но Спанчево е една од жртвите на новиот пат, кој од друга страна на регионот треба да му донесат многу нови поволности. Останува засегнатите граѓани честно и законски да се изборат за соодветен надомест за своите 40.000 квадратни метри дворови и ниви кои наскоро ќе бидат безбедна сообраќајна обиколница.